Згрозеност од страна на кабинетот на претседателот Ѓорги Иванов за содржината на јавно објавеното решение за притвор на Кирил Божиновски, каде се цитира буквално иста службена белешка на УБК како и за случајот со Милјана Киевски. На идентичен начин се злоупотребува претседателот на Република Македонија. Единствена разлика во содржината на цитираната белешка е што во првиот случај се посочува на остварена средба со посредник на Милјана Киевски, а во вториот на средба со посредник на Кирил Божиновски. Категорично ги негираме изнесените наводи во службената белешка на УБК и информираме дека ниту е побарана, ниту одржана средба со Кирил Божиновски, ниту со негов посредник. Негираме и дека е остварена средба со посредник на Милјана Киевски. Милјана Киевски и Кирил Божиновски во притвор со идентични решенија изготвени од судот. СЈО и Кривичниот совет, најверојатно за брзо притворање на двајцата поранешни високи функционери, ги смениле само имињата, додека пак содржината на решенијата е иста. Дополнителна потврда дека се брзало со притворот е тоа што во решението за Божиновски пишува дека треба да претрпи исправка. Во содржината на документот од судот како доказ за барање на притвор за поранешниот генерален секретар на владата е образложено тоа што го пишува и во решението на поранешниот прв човек на транспорт и врски, дека преку посредник барале амнестија од претседателот на државата. Адвокатката на Киевски и Божиновски Сања Алексиќ вели дека после соопштението на кабинетот на претседателот Ѓорги Иванов, јасно дека немало никакви посредници и валидни службени белешки на основа на кои судот определил притвор. После даденото соопштение од кабинетот на претседателот на Република Македонија, кое што беше објавено во текот на минатиот ден, е јасно дека не станува збор за некакви посредници и валидни службени белешки на основа на кои овој суд определи притвор како на обвинетиот Милјана Киевски, така и на обвинетиот Кирил Божиновски. Адвокатката Алексиќ кажа дека поднесени се жалби за притворот на двајцата и дека се побарани јавни седници во кои ќе бидат истакнати жалбените наводи. Таа вели дека судот во Страсбур има став дека однесувањето на сообвинетите не представува основ да се определи притвор за некој друг.